Со лисици на рацете приведена директорката на гостиварски комуналец Артана Асани, која тврдеше дека епидемијата не е од водата, туку од храната. Полицијата приведе 3 раководни лица. Од нашата редакција случајот го следи Мирослава Симоновска. Во продолжение следуваат кратки вести за најновите содржини, што ќе ги читате на Слободен печат. Готови се резултатите на Институтот за јавно здравје за водата во Гостивар. Има отстапување од нормалните параметри кои одговараат на моменталната состојба што владее во градот. Стотици болни со стомачни тегоби, диареја и повраќање, дознава Слободен печат. Министерот за здравство Сашо Клековски и директорката на институтот Марија Андоновска не смеат да ги кажат резултатите од анализите на водата во Гостивар што ги направи институтот, зашто обвинителството им потенцирало дека така ќе се наруши истрагата. Прогласена е епидемија во Гостивар, а водата е забраната за каква било употреба. СДСМ бара одговорност од Клековски за водата во Гостивар. ВМРО-ДПМН најави дека овој пат ќе има правен епилог. Опозицијата обвини дека институциите имале ненавремена реакција, откако било утврдено дека диви пумпи вбризгувале вода од реката Вардар во водовод, поради што велат дека и дошло до толкава бројка на заболени. Според владеачката ВМРО-ДПМН пак потврлил кандидатот на СДСМ Дуи Таравари во Гостивар, обвинувајќи ја СДСМ дека не бара одговорност за овој скандал, кој како што велат ја потресе државата. Трагедија во Шпанија. 13-годишно момче почина за време на прославата за победата на светското првенство. Несреќата се случила во Сиудад Родриго, додека на собраните навивачи славеле во близина на фонтана. Горниот дел од конструкцијата се урнал и паднал врз неколку лица. 2 лица биле згрижени во болница, а едно од нив било момчето кое починало. Градскиот совет прогласи 3-дневна жалост. Ослободителната пресуда за Никола Груевски во Талир 2 и ослободувањето на новинарот Драган Павловиќ Латас во Тотал изгледаа како символичен крај на една ера. Ерата на предметите што ги отвори специјалното јавно обвинителство. Со нив паднаа и последните големи очекувања за конфискација на имотот на ВМРО-ДПМН и за кривична одговорност на дел од поранешното партиско раководство. Темата е на Фросина Факова Серафиновиќ. Но приказната се уште не е целосно затворена. Во кривичниот суд остануваат уште 2 предмета што директно ја допираат владеачката партија Титаник за изборни измами и Талир 1 за незаконско финансирање на партијата. Насилникот Пробиштип со електрошок измачувал 3 жени и им изнудувал пари. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Пробиштип поднесе кривична пријава против 40-годишен жител на Пробиштип поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело изнуда. Пријавениот подолг временски период ја вознемирувал ВН, незината сестра и мајка, со закани и употреба на електрошок во 2 наврати. Тој изнудил вкупно 110.000 денари, соопшти МВР. Вработен на Тетовскиот универзитет фалсификувал уплати од студенти. Си го наполнил джебот со скоро 55.000 евра. Според полицијата, пријавениот АЗ работел како административен службеник, виш соработник за логистика и теренско работење во периодот од март 2020 до февруари 2023 година. Во тој период, наместо паричните средства што студентите му ги доверувале во готовина за плаќање на партиципација, кофинансирање и други трошоци за студирање да ги уплати на сметката на универзитетот преку системот, тој земал и за себе. Минималните месечни трошоци за едно семејство во јули изнесуваат 68.498 денари. Според ССМ, синдикалната минимална кошница е намалена за 156 денари во однос на истиот месец минатата година. Доколку семејството живее во изнаемен стан со површина од 60 квадратни метри, потребната сума значително се зголемува и достигнува 83.873 денари месечно. Скопје под посебен сообраќаен режим од денеска до четврток пристигнува претседателката на Индија.
Пожарот на депонијата кај Добрашанци и денеска ги труе струмичани. Цела котлина е покриена со чад. Организацијата Здрава котлина објави видео со кое алармираат дека утрото за локалните жители повторно започна со силно печење во носот и грлото. Убиство во Словенија. Босанец со нож ја избодал до смрт својата партнерка и побегнал. Словенечката полиција интензивно трага по 39-годишен државјанин на Босна и Херцеговина, осомничен дека ја убил својата 36-годишна партнерка со нож во текот на ноќта во населбата недалеку од границата со Австрија. Осомничениот избегал пеш по нападот. Хрватска ги олеснува граничните контроли. Ако има колони, системот ЕЕС ќе се исклучува. Ваквиот потек доаѓа како одговор на огромните колонии и притисокот врз граничните премини. Рекордна посетеност на Мундијалот, речиси 7 милиони луѓе на стадионите. Беа одиграни 104 надпревари, дури 40 повеќе отколку на претходните 7 светски првенства, кога играа 32 репрезентации, во споредба со сегашните 48. Светското првенство што заврши во неделата, сепак не го надмина просечното најгледано светско првенство, кое беше она во САД во 1994 година. Енди Бернам, политичарот со прекар кралот на Северот, денеска треба да стане нов премиер на Обединетото кралство, откако без против кандидат беше избран за лидер на владеачката лабористичка партија по оставката на Кир Стармер. ЕУ воведе забрана за големите компании. Веќе не смеат да ја уништуваат непродадената облека и обувки. Наместо фрлање на производите, компаниите ќе мора да ги препродаваат, донираат, поправаат или рециклираат. Епидемија на ебола во Африка. Почина најмалку 930 луѓе. Само во последните 24 часа се регистрирани 37 нови смртни случаи, што е највисока дневна бројка од почетокот на епидемијата. Папата Лав донесе историска одлука. Бунтовниците во Мантија останаа надвор од Ватикан. Ке ги екскомуницира членовите на свештеничкото братство Свети Пии X. Ова е најновиот чин во долгата и тешка историја на судир меѓу Ватикан и едно од најспорните традиционалистички католички движења. Дел од ракетата на Маск на 5 август треба да ја погоди месечината. Астрономот Бил Греј и Американската вселенска агенција НАСА предупредија за оваа можност. Станува збор за непланиран пат на горната фаза на ракетата, што носи 2 летала за слетување кон месечината. Ви благодарам на довербата. Многу повеќе вести ќе најдете на slobodnpečat.mk. Се читаме.